ние ги поддржуваме затоа што не сакаме значи да се воведе државен испит, затоа што тоа е нарушување на приватноста на сите универзитети во Македонија. И сакаме да кажеме дека сме против за државниот испит, затоа што може да се испитува само оној кој повеќе од нас знае. Сметаме дека нас не треба да не испитуваат. Пример, ние сега што ќе се запишуваме во иднина, значи факултет, сме многу засегнати од оваа точка, затоа што ние треба понатаму да учиме и ако се воведи овој државен испит, за нас ќе биде поголем проблем. Имаме закани, значи од страна на професори, од страна на директори, имаме закани со тоа што на пример ако се излези на нешто, да речеме собир на некаков, може на пример или документите на рака или па ќе бидеш означен во училиштето каде што учиш. Во суштина сакаме да кажеме дека концептот е погрешен. Зошто? Ако ти создадеш проблем, многу е нелогично да пробаш со нареден проблем да го решиш проблемот што ти си го создал, а наредниот проблем треба да го плаќа некој што воопшто не бил инволвиран во првичниот проблем. Некој што е невин во суштина настрадува, колатерална штета станува од невин човек, од невини студенти, од невината иднина на оваа држава, зашто ти си направил неколку години наназад си водел погрешна политика, погрешна кадровска политика и погрешна образовна политика. Тоа е тоа, затоа сме овде за да му дајме поддршка на студентите и на средношколците кои ги чека тоа што следи понатаму. Што тие сакаат да следи понатаму, а ние сметаме дека е погрешно. Тоа е тоа. Значи конкретно Што е погрешно? Погрешно е да отвориш ти факултети, да акредитираш факултети на секој чошни из државата, погрешно е да акредитираш нефункционални програми, погрешно е да не увидиш со текот на времето дека излегува можда не толку квалитетен кадар и покасно тоа ти да пробаш да го решиш со радикална мерка. Сето е погрешно од почеток до крај.